Спортски журнал. Добар ден, почитувани слушатели и гледачи. Добре дојдовте во новото издание од емисијата Спортски журнал. Можеби ве изненадува зошто е емисија во вторник, поради великденските празници. Поместена е за еден ден, значи требаше да биде во понеделник, меѓутоа понеделник беше неработен ден, така што одлучивме еве едно воредно издание. И тука сме во студиото стандардно Николче Димески, мој колега, новинар, ководител, но исто така и задолжен за техниката. Тука сум јас, Зоран Игески, но имаме уште еден, не Димески, но Димовски, за една буква во принципето различен. Ние на наше големо задоволство гостин, Филип Димовски. Тој е представник од фудбалскиот клуб Победа, а има и повод. Така е. Вчера имаше надпревар, значаен меч, значајна победа и значаен гол што го постигне нашиот денешен гост. И многу ми е мило што Победа триумфираше со Саса 1:0, но морам, јас сум искрен секогаш и ќе кажам дека и пред почетокот на надпреварот јас жалам што Победа не триумфираше со повеќе голови разлика, но за тоа ќе ни каже Филип. Можеби посладко е вака со еден гол, трите бода се тука, тоа е најбитно и најважно, Победа да го осигура опстанокот оваа сезона, а за година да знаете дека атакуваме на Прва лига. Да, уште на почетокот кажавме се што треба да се каже, меѓутоа сега се поред, јас предлагам со нашиот соговорник, а да кажеме, прво е разговор со нашиот гостин, потоа музичка пауза, па потоа продолжуваме со останатите актуелни содржини поврзани со прилепските спортисти, прилепските спортски клубови кои што учествуваат во разни рангови од домашните македонски првенства. Иако ни остане малку време, ќе збориме збор 2 и за меѓународен спорт, така ако ни остане време, ако не, ќе се задржиме на спортот што го... Значи, главна тема е Победа. Така е. И фудбалот во Прилеп. Е така, Филип Димовски, напаѓач на Победа, наш соговорник, тука дојден во студиото. Филип, добар ден, добро ни дојде. Добар ден, добро ве најдов. И сега еден разговор, зависи колку ќе трае, зависи од тоа колку прашања, колку долги одговори, колку интересно. Мислам дека ќе биде интересно и за нашите слушатели и гледачи. Велам слушатели и гледачи, бидејќи од поново време и телевизија Пела така е во функција, радио телевизија Пела. Така, интернет телевизијата која што е во функција и овој разговор сега ќе биде реемитуван и на нашата телевизија, но како и да е, ние зборуваме денеска за Победа. Победа е нашиот бренд, Победа е брендот на Прилеп. Јас милувам да кажам, Победа е брендот на Македонија, Балканот, Европа и светот. Николче, дали има можност слушателите, односно гледачите, да се јават со пораки, да постават некој прашање, некој писање, некој коментар? Можат слободно на нашата Facebook страница, се поврзано со Победа, точно 0703033437 или на Facebook во коментар. Сакате во коментар, сакате ни звоните на Facebook, сакате на Viber, како сакате, тука имаме секакви можности да вклучиме наши гледачи и слушатели, но пред се сакаме да поразговараме за Филип, за стрелецот на единствениот гол вчера и за се оно што се случило во Победа, моменталната ситуација и очекувањата. Да, предлагам вака да почнеме, Филип. Најпресно е вчера што беше надпреварот, Победа Саса 1:0, па твој впечаток кој е за најпресен за овој надпревар? Мој впечаток, оваа сезона ни беа сите битни утакмици, пред секоја утакмица викавме ова е најбитна, ова е најбитна. Ова дојде како некое финале после празнициве. Тоест уште празник беше, вторден Великден. Утакмица битна за опстанок во ситуацијава, кај што трите бода ќе ни донесоја издишување малце. Победивме 1:0, по моје заслужено. Утакмицата беше таква, немаше многу шанси, по една-две од кај нив и од кај нас. Ние искористивме, јас ја искористив. Трите бода останаа во Прилеп, сите среќни и задоволни. Најзначајна 47-та минута, чинам дека беше некоја неочекувана акција, одземена топка од Јасин Казиновски да. и веднаш додадена
Ти како реагираше веднаш тука подготвен и веднаш шутираше долу во левиот голмански агол, како се случи тоа, да Тоа ни е го опишеш? некој напаѓачки инстинкт што вика. Стотинка секунда е најнаш јас им го нападна играчот, тој ја градеше некако топката, јас им ја турна кај мене, најнаш дојде, ја примив и од свртување само ја пласирав, некако се тоа се случи најнаш во стотинка во секунда и за радост на публиката. Значи тоа може само голгетер. Оне што е навикнат во такви ситуации и навикнат да тресе физички мрежи. Така, да. Не е ништо случајно. Не е Никаде случајно, па ни не е во фудбал. случајно, да, не е случајно. Меѓутоа, мораме да кажеме дека е совладан еден силен, цврст противник и докажан и во ова првенство дека може да даде секаде отпор. Да. Саса, по моје мислење, во квалитет во топ 5 екипи во лигава, иако е во лоша серија, има, не знам, таму 5-6 веќе нерешени порази, нема победа, но ама е сериозен противник, со сериозни играчи, со искусни играчи, кои има играно по 10-12 години во прва, во втора лига. Сепак ние со млада екипа, со неколку поискусни играчи, да речам, не ги оставевме да диша вчера и заслужено, мислам, пак трите бода станаа во прилеп и поиќе сакавме победата. Она што велиш млада екипа, уште еднаш да потенцирам, јас ги броев 7 младенци со статус младенци во прва постава. Да, па убедливо Што мислиш ти за тоа? убедливо најмлада екипа и во прва и во втора лига, убедливо најмлада екипа. Голема предност за младите играчи, голема предност за градо, што веќе тие играчи има и ова година и минатата година нанижано второлигашки надпревари, што за неколку години по моје че има и че изгледа добри играчи од сегашни овие младенци што настапува во сениорски фудбал. Некогаш тешко беше и еден младенец да влези во екипата Да, на да, победа, да. кога имаше, да речеме, странци, бразилци, секакви Тешко играчи. е, да, младинец е Кога играше на меѓународна сцена многу победа. тешко да влезеш, кој че има многу искусни и добри играчи, младинец е многу тешко да влезеш. Сега има правило дека двајца мора да стартува, но кај нас то правило веќе со 7 како што каже, нема ни потреба да се број кој е младинец, А и кој овие не. што не се под статусот младенци, и тие се тука близко. Да, и тие со тука возраста. 22, 23, 21, 19, 20 тука. Мислам дека само Љумовиќ делеше некако. Љумовиќ е најстар, да, има 33 мислам има. Љумовиќ другите надолу од 25. Да. Сега да ми кажеш и за ова што е како статистика пролетва. 4 постигнати, 4 примери голови, 4-4, што То- се зова. И освоени се 13 бода на 10 меча. Тоа е прво од Тоа бодовите. кажу од Значи статистика. 13 бода, 10 меча, а цела есен 14 бода. Тоа кажува Дали дека можете да бидете задоволни од тој аспект, гледам? моментално според мене За бодовите. јас сум задоволен од бодовите. Можеше да се земат и поиќе, може да биде и помалце, меѓутоа јас сум задоволен од колку боди се земени. Има уште 5 кола кај што реално може да се освои уште доста боди со Вардарски, со Осогово дома и следните утакмици со Кожув, мислам, со Со Скопје Скопје. и Детонит гости. Може да се освои уште најмалце по моje 7, 8, 9 бода, што ќе се освои стварно плюс во ова сега крајна сезона како што иди. И според мене досега јас лично сум задоволен од бодовното што го имаме освоено во овие утакмици. Но сега за примени и за дадени голови, 4-4 тука. примени и дадени голови некако испаднавме тврда екипа со добра одбрана. Некојаш Голови- само на еден напред 4-4 завршува. Да, голови се даени малце, но се даени некако битни голови кај што се освоиле трите многу бода. вредни. Да, вредни голови. Со Ѓорче, со Борец 0-1 таму, кај што Борец тогаш беше и уште во игра и тешка утакмица, притисок, ние во гости таму. Со Ѓорче Петров 2 гола, Со Ѓорче Борец 2 гола. 1-3 и сега вчера со Саса 4. Да, Тие да, се головите. Тие се головите, но 9 бода носат. А од тие 4 гола, еден гол постигна капитенов Кофиловски и 3 гола се твои. Трите се Филип мој Димовски. гола, да. Како што пишува злато вредни голови на старенците и така испаднаа по еден, но доволен за 3 бода. Некогаш
може и повеќе да биде, но некогаш и еден е доволен за 3 бода. Премалку постигнати голови. Дали тоа, ама и премалку примени. И премалку. Дали тоа се должи на одреден начин на тактикава на или пак типот на играчи што го има Па победа? знаете како некако Што доведе до тоа кога да си 4-4? кога си под некој да речам притисок, се бориш за опстанок да речеме сезонава, малце влегуваш порезервирано, малце гледаш да го заштитиш прво голо, па после да нападниш, да не излезиш јалово напред, па да изгубиш такмицата, едноставно да останеш жива у такмицата и како што реков, побитно е некогаш 1-0 да биде да ги земиш 3 бода, отколку да биде 3-3 или 2-3 па да ги изгубиш и Значи победа ако постигне гол, речи си 99% добие меч. Знај да се одбрани после. Освоени се бодовите. Да. Знај да се одбрани. И вчера 47 минута остана цело полувреме, се браневме добро, имавме уште некоја полушанса, но прво ни беше битно да го затвориме голо, да си остана бодовите и така и си заврши. А играва во одбрана? Играта во одбрана Тука гледам дека учествуваат не само овие што се одбранбени што ги велиме играчи. Сите и напаѓачите и Значи, везните, цела екипа може да учествува и во напад, цела екипа, и во да. одбрана. И само така може и резултати да има. Најзрелата шанса ја одбрани Димитар Шарковски. Да, со ножички. Ја изби. ножички. Да, таа беше И најзрела тоа шанса. беше на интересна САС. ситуација. Да, таа беше најзрела шанса. Пред крајот беше. Пред крајот 80-та, некаде 85-та минута. Што мисли за твоите настапи пролетва? За моите настапи сум позитивно изненаден. Позитивно изненаден сум и од екипата како ме бодри и голоите кои ќе ги дам како сите се радува околу Ти си мене. баш во онај шпиц на напад. Да, во шпици играв и повеќето и лево крило, сега и ова играв и на шпиц, можам двете позиции да ги играм. Пријатно сум задоволен, ценет сум и од публиката, и од играчите, и од соблекувалната, и од тренеро и мислам дека една добра работа можеме да завршиме до краја на сезонава. Како се справуваш со овие цврсти во одбраната противнички играчи? Се бориш, Гледам и вчера во САСа имаше многу Се бориш, високи да, губиш, добиваш фудбалери. дуели, се нервираш, паѓаш, но сето во склоп на играта и на екипата. Добро, сега пролетва се врати всушност во победа. Да, Ова, пролетва. јас колку што бројам, е 600 враќање твое во победа. Да, да. Така Барем го пишува статистички. статистички, ама 3 пати сум вратен во победа, да. Како вика, како дома нема нигде. Добро, многу млад играч, 25 годишен, а ваму Доста клубови. колку што ги броев 7 клуба. Да. Ајде да ги наброиме од победа се речем назад. Дојде од Детонит, мислам. Од Детонит, Саса, победа, Охрид, победа пак. Бев кратко и Вардар Неготино, како помал да речем 18, тогаш 17-18 години имав. Осогово? И Осогово, да. На тоа Питугули? 16-17, Питугули, те гледаш, заборев некој. Да, не се малку. 7 Не се клуба за 25 години. Па порано до 35-6 години играа Не фудбалерите може толку и да само снема. во еден клуб остануваа. Да. Или во два. Не се менува. Ова го разговаравме исто со голманот на победа, твојот соиграч Иван Николовски. Навистина интересна ситуација сега во овој, да речам, најнов период. Многу брзо менување. Зошто да. се менуваат? Зошто играчите се определуваат брзо да сменат Некако дали средина. бараш нова среќа, дали гледаш кој клуб амбиции има секоја година, и во лигава наша во вторава да речам, секоја година излегува некоја екипа со амбиции различни, се менува екипите на амбиции и некако и то малце залажува некоја екипа амбиции, па следна година може да се бори за опстанок, па откој ќе опстани наредната да прка влеза прва лига. Добро, тука играе улога и малци и финансиите, да бидеме реални. Па И не нормално, малку, и многу да. сигурно влие. И Не е баш слабо. финансиите нормално, да. А каде најдобро си поминаме, на што се сеќаваш, Детонит, Охрид, го спомнаме, Саса, вчерашниот противник, Да. Саса, Питугули, Вардар Неготино, Осогово. Искрено да ви кажам, сегде сум бил топло прифатен. Па еве како последни 3 клуба тие Детонит, Саса и Охрид,
можам да кажам дека во тие 3 сум поминал стварно добро и добро сум бил прифатен и сум играл стандардно и од публика и од управа, сум поминал стварно добро. И можам ете тие 3 клуба да кажам дека и затоа и функционира по моje последниве години добро и сум поминал стварно добро. Сигурно не е без значење кога пишува дека фудбалерот доаѓа од прилеп од победа. Да, нормално, кога ќе одиш од победа те гледа со едно респект, да речем, пошто името победа самото си носи дека имаш поминато и школа. Ама и значи и од друга страна и одговорност да се и победиш. И одговорност, да, и карактерно и играчки. Сега, да не заборавиме во досието пишува прв клуб 11 октомври. Да, тогаш беше 11 Клуб што сега не октомври. постои. Се уште жив беше тогаш, сега не постои. Тоа е оние детски денови. Детски денови беа, да, детски денови. Прва екипа немам во 11 октомври, мислам, не знам таму како стои во регистрирани. Мислам дека прва ти е во Осогово. Да, во Сигурно. Осогово. Како беше во 11 октомври? Добро беше, Почетоците. добро Кој беше беше. прв тренер, например? Тогаш се менува, кој беше тренер? Дали беше и Коле Вецевски, мислам, кратко беше и не знам кој беа тоаш тренер во 11-ти, пошто Може јас би после Коле веќе Ченда бе. победа кратко Коле бев таму. Вецевски сега е во Германија. Да, тогаш кратко бев 11-ти, знам се отвори победа, тогаш мислам дека втора лига беа младинските и се правеше одма За која година зборуваме? математики, не знам која беше, јас тогаш сум бил 2000? почеток, помлади пионери, 99-та сум значи околу 2012-13, така нешто треба да биде, по моје сега, од прилика. И тогаш знам да се правеше младинска школа на Победа, јас веќе почнав во првите се вратив одма во Победа, втора лига беше тоаш Победа младинските, и наредна сезона влеговме одма во Суперлига, таа Суперлига, и после останав до крајово, до младинци, сите генерации ги помина во Победа. Како се определи да бидеш баш во нападов? Од мал некако, од мал уште речеш тоа, давај кај го- Тони Наумовски, јас имам поминато да школата кај Тони, уште таму некако ме влечеше напред нападо и од секогаш сум бил во нападо, други позиции. Тука крило, шпиц, полушпиц, тие мои позиции се. Дали може би гледаше некој идол од овие светски звезди? Идол нормално, Овие што сите дава добри гол. бе, да. Сите добри играчи. Роналдо ми е идол, ева да спомнам. Кристијано. Зошто баш? Па Кристијано? гол, Има и гол, други, гол има и играч, Меси. гол играч, и Меси дава гол. одлучувачки играч и Меси нормални, тоа е. Тие Или навиваше за Реал Мадрид. тие двајца се врв на фудбал последните 10 години, 15. Роналдо му е идол затоа што играше во еден од најдобрите клубови во Италија, во Јувентус, да не се лажеме. Не, јас навивам за Арсенал, нема значи врска Роналдо со Арсенал, ама одлучувачките дека за Реал победи. Мадрид го Не, познаваш. не, јас сум за Арсенал. Оти сега пред една недела и колку има поминато, Лига две недели шампион. кога беа Лига шампиони, имаше овде собрани во прилеп од Реал Мадрид од Да, цела во, Македонија. во Табу мислам. Да, Да, беа собрани. беа собрани, од прилеп најбројни биле членовите со членски книжки, меѓутоа ете за несреќа па баш на тој Поразен. собир 3:0 Да, 3:0. поразени и подоцна и елиминирани. Да. Дали те изненадува тоа за Реал Мадрид што му се случи? Годинава искрено не ме изненади, Не, пошто очекував многу од Арсенал, има стварно добра екипа, добро работа 5-6 години уназад и мислам дека ова е плод на тоа 5-6 години што се работи во клубот и си да резултатите не може. Добро, па и неговата игра многу наликува на играта на Тросард на пајџетот на Арсенал. добро, ако е така, и јас морам да се согласам. Сега, значи, да се вратиме нова на победа, Да, на најбитното. најбитното. Ги спомна овие празници, како ги поминавте празници? Како се Празниците ставилте многу Да. денови празнични, а ваму утакмица. во понеделник надпревар многу значаен. Ги поминавме некако, се тренираше цела недела, имавме тренинг и на Великден на празникот во 9 сабајле имавме тренинг, краток, во 10 не ослободија. Ги поминавме некако, барем јас, мирно, културно, домашна атмосфера, кај роднини, пријатели да се видиш,
Како внимавате на пијалоци? Внимававме вода, нарачуваш вода, ќе се контролираш, знаеш дека другиот ден имаш утакмица, и то битна А утакмица. многумина пак инсистираат од домашните. Да, нормално, празници. Ајде напише од ова, Да. напише од она. Тоа е фудбал, да си бара жртва во се, таков спорт е, мора да жртвуваш нешто за да добиеш. И мораш да бидеш упорен. Да, мораш упорен и да И жртвуваш како некоја се работа. викаат, малку и нечија. И не чија, да. А многумина Нормално. сакат, ајде Нормално, пробај од ова играат пиво, фудбалски, ова е играат. подобро, Така. како пијалук. Добро, во ред, значи, сепак се познава играч кој што е посветен на фудбалот и Да. не отстапува. Се познава и на терен и општо се познава тој што е посветен и што е професионалец. И на терен и надвор од терен. Иако статус кај вас не е професионален, Да, втора меѓутоа лига. вие сакате да се однесувате така. Втора лига се води под статус аматерски, меѓутоа според начинот на кој се тренира, на кој се игра, мислам дека е блиску до професионално како играчи. Сега некој работи фала за да дојди до професионално ниво на македонско. Прва лига се води професионална, а втора лига на аматерски статус. Дури победа, се сеќам и трета лига кога отпадна, се однесуваше вака. Да, победа мора Победа си е победа. Победа си е победа, мора. Самото име победа е обврска. Носи професионализам, да. И обврска. Сега табелава да ја погледнеме, победа с едно место погоре по Да. вчерашниот резултат. Наместо 13-то, 12-то, сега Вардар Неготино е 13-то, иако исти бодови 27, но подобра го разлика има победа. Осогово 14-то место има 8 бода помалку сега. Бе 6 разлика, сега 8. Виче Осогово вчера изваде нерешено. 2-2 во Охрид. Борец има 13 бода, Вардарски има 11 бода. Што мисли за овој изглед на табелава во овој дел? Мислам дека со вчерашната победа направивме на убава предност од 8 бодови, кај што имаме и домашен надпревар со директниот конкурент моментално што ни е Осогово. Мислам направивме добра работа, завршивме 8 бода е голема предност. Не треба опуштање како што кажа, треба до крај да се изигра машки сека утакмица. Па ако ќе заврши таму на 17 мај, тогаш можеме да кажеме дека работата е завршена и дека сме исполниле задачите што ни биле поставени и целта. А ако можам да забележам, Вардарски иако е последно место, гледам дека ова екипа на секој надпревар се бори, се од себе дава Да. и не губи како што сите очекуваат по 7-8 гола не прима. Нема. Иако овде 6-2 загуби Есеновска, Водеш. меѓутоа 2-0 водеш Да. во Да, Прилеп. Памтам таа утакмица. Нема лесен противник, нема лесна екипа. Мислам дека втората лига е засилена од кога се направи една лига, пошто пред 2-3 години беа две лиги, Исток и Запад. Мислам дека сега е доста посилна лигата. Нема лесна утакмица, секој противник игра и ако не дадеш максимум, не можеш никој да победиш. Ако дадеш максимум во спротивност, можеш и првиот да го победиш, еве како ние Македонија Ѓорче Петров. И тоа губевме 1-0, ја свртивме утакмицата 2-1. Дали тоа е најдобриот надпревар што одигра победа? Да, можам да кажам дека убедливо најдобар надпревар. На 1-0 психички да се вратиш со првак, со услови најдобри во лигава, можам да кажам дека има, со финансиски најстабилен противник, со играчки, да се вратиш од 1-0 на 2-1, мислам дека таа утакмица беше најдобра во ова Како сезона. тогаш да имаше пресод, како самите себе си да си покажавте дека можете. Да. Можете Игравме добро, примивме некој гол од шут, да речеме, еве, несреќен од одбивање некако, игравме добро и на полувреме и во собликуваната рековме да изиграме вака како прво полувреме, Господ ќе ја награди и така испадна. 1-1 Кофиловски, голмано мала грешка искористи Кофиловски, даде гол. После јас по лева страна од 80 минута за 2-1 и најбитно после го задржавме резултатот и 3 бода со првакот на полусезона, стварно добра утакмица. Сега, а горниот дел Македонија Ѓорче Петров, Башкими, Брегалница, Штип, Арсими. Да, тука мислам дека Дали е очекувано овие што до крај ќе биде, најгоре? мислам, тука до последно коло
нема да се знае ништо, пошто секој може да игра бараж, секој може директно да влезе и секој може четврто место да биде. Тука ќе биде интересно до крај, мислам дека имаат и меѓу себе за играње тие екипи. Мислам дека ќе биде доста интересно до крај. Во што претничат овие тимови за да бидат горе? Дали организацијски се, финансиски или играчки? Се си носи организационо, финансиски, играчки и си носа некако резултатите после кој ќе знаеш дека си обезбеден финансиски, кој ќе имаш играчи поискусни, подобри играчи што веќе има играно. Сега не е секогаш фактор тоа, може и некогаш и некоја екипа финансиски да е полоша да биде горе, меѓутоа од прилика финансиски ако е екипа стабилна и организационо, резултатите ќе си дојде. Дали и во Победа сега се чувствува некоја позитивна промена во последно време? Се чувствува... Се зборува дека реформи се во прашање и Да. тоа корените Да, битни, многу новата големи управа реформи. веќе се појавува, веќе е дојдена и во клубо и не бодри пред Вие утакмица. како играчи чувствувате? Веќе чувствуваме, очекуваме некако и во градот се чувствува, гледам и кај луѓе и кај публика и кај нас како играчи се очекува веќе да се застани на здрави нозе, да застани Победа и да го надмини ова сето некако последниве години што беше, да речеме, за победа дно, за некои клубови може не за победа, може да се каже дека беше на дното, еве полека се крева и со резултати и со нови ветришта, еве да речеме нова управа кај што се очекува да се застани на стаклени нозе и финансиски и организационо и да иде резултати, да се бори Победа за нагоре. Рече дека нови луѓе сте забележале како управа, Да, иако официјално никаде не е спомнато. официјално се чека тој состанок референдум како да го наречам, кај што тие Собрание, си ќе има четврток, да. Собрание кај што тие ќе си одлуча кој што ќе биде, кој која задача ќе има, до тогаш еве да се стрпиме уште 3-4 дена да видиме. Ние како играчи нашето си го тераме, резултатите ни се најбитни, да влеземе на терен, да тренираме и да си го направиме нашето. Другото го оставаме на нив и да се надеваме дека ќе среда и се ќе биде во ред. Во тие комуникации со нив, што се случува во тие разговори? Мотивационо сето е со Има оптимизам некој? со оптимизам, сето е дека работите ќе си легна на свое место, дека од лето ќе биде многу подобро од ова, дека и од сега веќе се чувствува да се заврши, пошто од лето е друга приказка, сега ова мора да се заврши, овој уште месец и помалку од месец. Овде да се заврши единствена како цел што сега треба. е опстанокот. Единствена цел обстанокот да се обезбеди сигурен и што може да се заврши погоре на табела, Победа нормално е личи да биде што погоре на табелата. А за новата сезона и за тоа се зборува? За новата Наредната. сезона прво се зборува за ова, да се заврши како што треба, па наредната здравје, од ова очекуваме дека далеку подобро ќе биде од ова до сега што беше. Вчера јас лично видов кога појдов на стадион, можеби 20 луѓе нови, овие што Да. ги викаме нови, најверојатно има меѓу нив и потенцијални членови на новата Да, управа, сигурно. можеби потенцијални функционери ќе биде поставен Сигурно, председател, подпредседател, секретар, спортски директор и тие функции што Сигурно се да, има искрено и ние како играчи веќе не знаеме кој како ќе биде, тој собрание да помини, да си одлучат тие кој што ќе биде, кој задачи ќе има и тогаш веќе ќе знаеме од кој што да очекуваме и нормално ние како играчи наша работа е да тренираме, на утакмици да дајме 100%, па другите работи секој да си ги средува затоа што си е задолжен. За публикава да ми кажеш, Публиката Победа на викната е со полн стадион, полни со трибини, полн но сега стадион, но полека се враќа духо, некако вчера имаше доста публика, очекуваме а и ве бодреше. и не бодреше и очекуваме и Дури уште има повеќе. имуни, оваа групава беше И мајмуни присутна. дојдоа да По почнаа да се известна собираат пауза. и тие, да. Нормално прилепе, Вие не можете без публика, некако да најубав функционирате. град за играње, најубав терен за играње, едноставно има дух, има атмосфера, има публика, се чувствуваш како професионален играч кога играш во Прилеп. И публиката те обврзува да дадеш максимум. Публиката те обврзува и ти дава некако некоја сила што инаку може ќе ја немаш ако публика ќе те крени, аплауз ќе те дај и да направиш некоја грешка, после ти дава некоја мотивација публиката да докажеш и ти дава
екстра сила што 12 играч ти ја дава. Па сега како да привршуваме, еве нареден надпревар рековме со Вардански Така. во Богданци. Да, Сите велат лесно ќе биде и така натаму. Нема лесна премалку утакмица. кажав, Вардански се бори секаде да даде отпор и да покаже дека Да. не е баш екипа. не е лесна, има и тие изненадување направено. Сега гледав со Башкими, на крај ги Пред, премиле. сега скоро беше кога победија Вардански убедливо. Да, со Охрид мислам, 3-0 3:0. победија со Охрид. Никој не очекуваше 3-0 со Како Охрид. тоа може да се случи? Како што кажав, нема лесен противник, сите игра, сите има играчи што сака да се докажува, да напредува. Мора и таму да дајме 100%. Еве денеска е. Значи секој си бара мотиви, иако Вардански го сметаат отпаднат. Да. Мотив може би е Да се докаже, кај да некои си- играчи да се наметнат, Да се да наметне појдат и во друг. во друга екипа нормално, да. Секој си дава максимум за да си напредне во кариера. Значи нема екипа без мотив. Нема екипа без мотив. Едноставно кога ќе влезеш на терен, секој дава 100%, дали е на средината табела, дали долу, дали горе се бори, секој се докажува за налето здравје да си продолжи во екипа и кај што е средено. Верувам дека денешниот ден е ден за одмор, Денеска имаме одмор, да, имавме а потоа напорна... не верувам дека има одмор. Тоа нема одмор. Напорна недела имавме со 6-7 тренинзи плюс утакмица и за празниците тренинзи. Денеска имаме одмор, утре тренинг и забрзо иди утакмицата сабота. Јас имам уште многу прашања, меѓутоа тука би го привршувале разговоров. Што би сакал ти да кажеш, јас не те прашав. Јас сакам да кажам да се очекува доста позитивни работи во победа, сите да бидат со позитивни мисли, и ние како играчи, и публиката, и управата нова, и сите што иде во клубот, сите да помагаат, сите да се сплотиме како град и да ја вратиме победа на старите патеки и да се бориме за повисоки цели. А тоа се знае каде е тоа Нормално, стара победа патека. секогаш се очекува да биде во прва лига и да се бори во втора лига, која да се бори за влез во прва лига, секогаш се очекува со самото име. Благодарам Филип за гостувањето Благодарам и вас. и понатаму да се работуваме и да бараме следен повод, односно да очекуваме следен повод, пак да ни биде гостин овде на истото место. Фала ви многу. Николче, тука е првиот дел од емисијава, сега малку музика, па одиме со наредните спортови, односно истиот спорт, наредните рангови и клубови. Спортски журнал на Радио Пелар. Спортски журнал